Како што најавив, Институтот за комуникацијски студии станува носител на ново УНЕСКО катедра за писменост на иднината и медиумска писменост во рамките на УНЕСКО програмата. По тој повод во студиото на Македонија наутро е Александра Теменугова, програмски раководител во Институтот за комуникацијски студии. Добро утро и добре дојдовте. Добро утро и добро ве најдов. Убава можност да поразговараме малку на темава и да им ја доближиме малку повеќе на нашите гледачи. И на самиот почеток би сакала да дадем едно објаснување, еден вовед за главните цели на новата УНЕСКО катедра на Институтот за комуникацијски студии. Овој нов момент за нас е многу битен не само за нас како организација, туку и малку пошироко во контекст, зборувам и на национално ниво, бидејќи да се биде носител на една ваква катедра под капата на УНЕСКО, значи дека сето она што сте го работеле претходно, добило некоја поинаква визија, поинаква шанса за продолжување и на некој начин потврда на сето она што претходно сте го работеле. И сега што значи во суштина оваа катедра, нели? Во суштина тоа е на некој начин влез во една поширока глобална мрежа на универзитети од целиот свет кои што се блиски сродни на темата. И сега ние бидејќи долги години работиме во сферата на медиумската писменост, оваа мрежа, така наречена UNITWIN УНЕСКО мрежа, ни значи поголема можност за соработка со другите колеги од другите универзитети на глобално ниво. Тоа значи дека би можеле да работиме на истражувања, на заеднички студиски посети, развивање на нови програми во оваа област. Што се би било офатено во рамките на тие истражувања и програми кои што ќе се работат? Се зависи од каква ви е визијата и вашите стратешки цели. Она што е битно е дека под оваа капа на УНЕСКО на некој начин се препознава вашата инклинација кон одредена област. Тоа значи дека ако работите вие во оваа област за медиумска писменост, на некој начин полесно ќе си ги најдете вашите партнери за следни идни истражувања. Такви има во светот многу, тоа е повеќе од 200 универзитети има и се носители на ваква катедра. Она што е битно за нас, што го кажав и на почетокот, е дека и за Македонија е многу битно да има еден ваков носител. Тоа значи дека самата земја има потенцијал да соработува на едно повисоко ниво со другите универзитети. Инаку, ова не е прв пат во Македонија да се има една ваква катедра. Претходно институтот и колегите кога работевме во Високата школа за новинарство и за односи со јавноста, имавме една ваква катедра, меѓутоа сега имаме нова димензија, веќе постои инаку и на Универзитетот Свети Кирил и Методи исто има од 2014. Меѓутоа сепак зависи од волјата на самиот носител колку ќе искористи оваа можност, што ви рекле, овој бренд, нели, да се искористи за понатамошни цели. Од сето ова што го кажавте, ние би можеле да потврдиме дека овој проект всушност е една можност за создавање на долгорочна и одржлива соработка во областа на медиумската писменост и писменоста за иднината, како и можност за поттикнување на поодговорна употреба на современи дигитални алатки за комуникација и споделување на содржини, затоа што рековте имаме потенцијал, меѓутоа тој потенцијал треба да се искористи на вистинскиот начин. Токму така, тоа е целите во договорот со кој што го подпишавме. Во суштина, ние работиме долги години, како што реков, во сферата на медиумската писменост, меѓутоа во самото УНЕСКО постои една нова област, односно писменоста за иднината, што подразбира дека идниот граѓанин и граѓаните треба да имаат вештини, способности и знаења да умеат да се снајдат во современиот дигитален свет. Тоа значи буквално да ги користат придобивките на новите технологии и слободно да можат да ги искористат сите придобивки што им стојат на располагање. И да се намали тој дигитален јаз помеѓу генерациите, нациите и по различни основи.
како што рековме, тоа е иднината, нели? Тука некако сите треба да се стремиме. Навистина има еден голем стремеж за развивање на нови програми, има доста потенцијал оваа област за работа и соработка и со други универзитети, меѓутоа и со други чинители, институции, граѓански сектор, медиуми, како што впрочем го правиме и ова во македонската телевизија. Така. Би сакала сега во продолжение да поразговараме за онлайн програмата за комуникација за животна средина, која што веќе е започната и на која што учествуваат повеќе од 180 учесници од 10 земји. Да, ова е уште една онлайн програма која што на некој начин ја реплицираме од претходна во институтот, возможена преку Еразмус програмата. Тоа е навистина една нова, мощна, интересна и според мене насушно потребна програма која што дава многу можности за различни профили, без разлика дали се новинари, без разлика дали се представници од граѓанскиот сектор, граѓани кои што се занимаваат или професионалци со некој вид на комуникација, во исклучително важна област, животната средина. Она што е мощно интересно е што на некој начин онлайн успеваме да ги здружиме силите од повеќе универзитети од регионот, конкретно од Факултетот за политички студии од Босна, од Србија, од Албанија, од Тирана, од Загреб. И веќе со овие 5, вкупно се 5 партнери, направивме една програма која што така е дизајнирана во 5 модули, 5 курса, што веќе почнат во суштина тој курс, до јуни месец да ги поминат основите на комуникацијата за животната средина, подлабоко да се запознаат со терминологијата, битните елементи од оваа област, како да ги користат алатките на новите медиуми за промоција на нивните програми, навистина и сето ова да се заокружи со една финална задача, мини дипломска задача, ако може така да ја наречам, што треба да се случи на средина на летото, односно во јуни-јули. Да, како што споменавте, 5 модули ќе бидат офатени во рамки на ова онлайн програма за комуникација за животна средина. Веќе е започнат првиот курс во кој што учесниците учат како правилно и јасно да комуницираат и да ги толкуваат податоците за животната средина. И овде што е многу важно, ќе стекнат вештини и знаење за да ги препознаат вредностите на биолошката разновидност и природните секако ресурси, секако да го разберат изворот на загубата и заканите на биодиверзитетот и да користат современа реторика и технологија. Да, на некој начин и сето ова што ќе го стекнат, ќе им се валоризира, нели, во зависност од вложениот труд, нели, и од оценките од професорите, ќе се стекнат со одреден број на ЕКТС кредити. 5 курсеви во програмата се дизајнирани и теоретски и практично и секако заедничко онлайн учење ќе имаат можност да реализираат, интерактивно ќе работат на различни студии, секако ќе подготвуваат и тимски задачи предводени од професори од специјалната област, што значи едно навистина одлична можност за Во суштина тоа е нашата девиза. Сите програми што ги нудиме како институт, во суштина ја нудат таа методологија, бидејќи досега се покаже како најприменлива и најприфатлива и за учесниците кога ќе стигнат на идните работни места. Што значи тоа? Дека тргнуваме од моментот дека кога ќе појдете на работа, треба тоа што сте го стекнале како знаење, да знаете да го примените и секогаш се гледат, ги следиме трендовите во индустријата, она што се бара, за да можеме да го обезбедиме, да го понудиме како една професионална вештина. Значи, мешањето на теоријата со праксата е основниот модус на кој што и така и тргнувавме кога ја креиравме програмата и како што реков, добро е, нели, од другата страна што се усогласивме и со партнерите. На тој начин е креирана целата програма, на тој начин се прават задачите заедно со другите професори од регионот и нели, успехот треба да го видиме на еден завршен онлайн камп во јуни.
Оно што е многу значено, како што кажате и вие, се работи за теми кои што се дел од секојдневниот живот и теми кои што понатаму можат да се применати професионално од страна на учесниците. Наставната програма офаќа различни области, споменавме животната средина, потоа на јавноста, решавање конфликти, комуникација со ризик, новинарство, социјален маркетинг и застапување. И на новинарски вештини, бидејќи сето тоа што ќе го сработите, треба и новинарски да го пласирате на јавноста, за да и од другата страна да знаат што би работеле. И само на крајот разговорот би сакал да заокружиме дека онлайн програмата за комуникација за животна средина се реализира во рамки на проектот финансиран од Еразмус плюс, популација на комуникација за животна средина преку онлайн учење и виртуелна мобилност. Така е, ние сме корисници на Еразмус програмата и ова не е прв курс на некој начин, прва програма вака онлайн што ја правевме. Пред 2 години исто имавме мастер програма со мини курсеви на ист начин. Имавме исто доста голема посетеност, скоро 200 учесници исто вака помина од различни земји во регионот, ја помина програмата. Одлична можност, прекрасен предизвик пред вас во рамките на тоа да бидете носители на нова УНЕСКО катедра за писменоста за иднината и медиумската писменост во рамки на УНЕСКО програмата, и самите истакнавте дека имаме потенцијал, имаме можности, треба да ги искористиме и секако да се представиме токму преку ваквите проекти. Така. Особено во сферата, бидејќи кога збориме за медиумската писменост, уште еден момент само би нагласила дека она што е битно е нешто со кое што се соочуваме во денешницата е справувањето со дезинформациите, исклучителен аспект. Ќе посветиме и на справувањето со дезинформации и бидејќи институтот веќе работи со неколку донатори, особено со британската амбасада, подготвени ни се веќе, предвидени ни се неколку активности кои што се однесуваат за работа со млади и токму овие активности со средношколски таргет групи би ги ставиле под ова УНЕСКО катедра. Мене ми беше задоволство што бевте гостинка во Македонија наутро. Ние ја следиме вашата работа и имаме соработка како национален сервис Македонската телевизија со Институтот за комуникацијски студии. Ги следиме вашите проекти и секако во иднина ќе ги представуваме пред нашите гледачи. Една порака или еден апел до нашите гледачи? Да бидат умни дигитални граѓани, да не веруваат се што ќе видат или ќе прочитаат на нивниот мобилен телефон. Морам да кажам да ја пофалам Македонската телевизија и јавниот сервис воопшто, со кој што, како што рековте, имаме навистина одлична соработка и секогаш е отворена за проекти и работа на производство на различни медиумски содржини кои што значат сервисирање на граѓаните со вистинска информација и професионално обработена содржина.